И покрај обструкциите и врнежливото време, Конфедерацијата на слободни синдикати масовно со свирежи и транспаренти за исполнување на нивните барања, денеска во Прилеп го започна првиот од серијата протести против, како што рекоа, глувоста на власта за понижувањата кои што ги трпат. Денеска и вчера сме сведоци на едни големи притисоци, на едни големи обструкции за да не успее овој протест. Во сите основни и средни школи во Прилеп се истакнува дека вработените задолжително треба да дојдат на обуки, дека се спремаат патрони празници, дека е задолжително присуството. Но еве ние и покрај тие притисоци се собравме денеска повторно тука и да им покажеме дека Конфедерацијата е доволно голем синдикат и дека со никакви закани притисоци нема да не уплашат да не излеземе на улица. Инаку Прилеп е еден од градовите, една од општините која што најжестоко удри врз воспитно-образовниот процес, односно вработените во воспитно-образовниот процес. Знаеме дека над 1000 наставници кои што исполнуваа услови за трансформација, не им беше продолжен договорот за работа. Бројните поддржувачи на протестот, видно револтирани, сметаат дека било крајно време власта да покаже одговорност и зрелост за решавање на работничките права. Да се девалвира трудот на наставникот, кој што произвол и премиери, и министри, и директори, и доктори кои што сега јавно кажуваат 2500 евра зема плата. Не може еден доктор да зема 2500 евра плата, 10 пати да е повреден од мене кој што сум го створил јас тој доктор. А за колективните договори е навистина срамно, затоа што од 98 од кога јас се вработив во театаров, се зборуваше дека следната година ќе потпишеме колективен договор. Еве 20 години после, уште културата и науката кои што треба да се главните двигатели на ово општество, немаат потпишано колективен договор и не знаат по кои систематизации да ги наплатат своите работни места. Прилеп бил избран за прв град за ова организирано изразување на незадоволството, затоа што историски гледано бил најавангарден град во борбата за социјалните и другите права. Конфедерацијата на слободни синдикати бара зголемување на платите во јавниот сектор, усогласено со минималната плата и исплата на К15 во јавниот сектор, работа без притисок и мобинг, како и почитување на законите и колективните договори. Тие потенцираат дека ќе протестираат се додека не започнат преговори со владата.